Почитувани, добар ден, добро ни дојдовте во емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски на Канал Плюс телевизија. Во следниве 30 на минути ќе зборуваме за алергиите и за нивното лечење. За оние кои имаат алергии знаат дека тешко се лекуваат, многу се досадни, а човек може да биде алергичен буквално на се. На храна, на облека, на волна, на крзна, на сонце, на прашина, на поленов прав, и секако на лекови и на сонце и на многу други нешта. Зборуваме за тоа како на природен начин да се излекуваат алергиите или да се ублажат симптомите предизвикани од овие болести. Добар ден, добро ни дојдовте во емисијата повторно. Добар ден, добро ме најдов. Да ги најдеме и вашите гледачи и слушатели во добро здравје и дај Боже да немат алергии. Так, но доколку има, тука сме да им помогнеме со лековите билки и чаеви, односно со лековите билки кои ги има во нашиот кочански крај, како на природен начин да се ублажат симптомите предизвикани токму од овие алергии или како што се напишале тука сугреби, така ги знаат можеби постарите луѓе. Па да, алергиите во нашиот жаргон во Источна Македонија се викаат сугреби. И добро е да знаат луѓето што е алергија, што е сугреби, тоа е едно те исто. И тоа алергиите да не се мешат со други заболувања кои се слични на тоа како што е сипаницата кај децата, потоа да не се меша со опекотените од сонце и така натаму, но да кажеме дека алергиите се едни од најдосадните и најчести заболувања, особено последните 50 на години, со причините се многу, најчесто се причините во исхраната, во измената на облеката, во хемискиот состав на облеката, потоа во течностите што ги земаме, во козметиката, која е исто така еден од причинителите за заболувањето. Работните места исто така се големи причинители за појава на алергии и би било добро да се знае дека алергии има и од стресна појава. Од стрес, не од страв, него од стрес. И одеднаш човекот ќе, како народот вика, ќе изсипе, ќе добие бели точкици, црвени кои потоа загнојуваат или не мора да загнојуваат и кои предизвикуваат големо чешење и голема непријатност и болки, но многу често трагично завршуваат девојчињата на кои, ако тоа се деси по лицето, по грлото, во понежните места, да останат трагови, трајни белези, од кои они покасно патат или ќе мора да се заштитуваат на некој за нив само, да кажеме, начин. Не може да се скрие ако се појават на лицето осипи, како, да кажем, како на некој начин, како да е тоа сипаница од ситната и така натаму, останат трајни белези со дупчички на лицето. Потоа може да се јават обелување на кожата, особено од сонце, се појават бели флеки, што е на некој начин многу близко до преболедувањето од шарлах. Тоа се вика и болеста шарлах, направува шаренило по кожата на луѓето било каде, по раците, по лицето, по нозете, секаде. Но да кажам дека едно од најчестите заболувања, едно од најдосадните заболувања се алергиите кои што не е утврден нивниот број колку ги има, затоа што се вирулентни. Многу често од една поминува во друга, иако човекот се излечи од една алергија, може да биде нападнан од друга, да биде нападнан и од трета. Така да у тоа се гледа и опасноста, да кажем и досадноста нивна, затоа што нема ефикасен лек од една за друга, нема универзален лек, може од една да биде излечен, да биде нападнан од друга, да биде нападнан од трета и така натаму. Како што рековме, причини има многу, вклучувајќи дури причини од двајца луѓе еден од друг да бидат алергични. Понекогаш и луѓето кога осетат нешто такво, дојде до расправи и до кавги, до агресивни напади, со оно не ми качувај притисоко или жичката ќе ми пукне и така натаму, или ќе
од тебе кога те видам добивам сугреби, фане да се чеше под мишките. Стварно е тоа така, тоа е на психичка основа, како што рековме, на стресна основа, не е само од причината од овие работи што ги споменавме, но може да биде и, да кажеме, од ваква појава која што не може да се лесно утврде. За да се преземе ефикасно лекување, најнапред треба по пат на елиминација да се утврде кои се причините за алергијата. Дали е тоа, да кажеме, текстилот во кој се облачат луѓето, неприроден вештачки текстил. Дали е во храната и кој дел од храната, дали е во овоштието и кој е овоштие. Дали е во млекото, во јајцата. Това се таквите медицински алерготестови кои ги прават во болниците, така? Да, тоа ги прават, меѓутоа за тоа треба долго време, за да се утврде по пат на елиминација. Било што да е, рокот на испитување е околу 30 дена. Не може да се утврде за 2-3 дена или 5 дена, што е. И за да се точно утврде треба по пат на елиминација да нема да јаде јагоди, значи не е од јагодите, меѓутоа ако му дадат јагоди да јаде, па добие алергии, значи јагодата е алерген за него. Ова што бебињата не се имуни на алергиите, така? Да, најчесто малите деца, па и адолесцентите и они се многу осетливи на тоа. Причините се најчесто кај тие во храната, но исто така може да бидат домашните милиници, куче, маче, папагал, голуби. Ако евентуално чуват дома зајци и така натаму, крзната се едни од причините, крзната на живите животни, но и крзната кои ги носат. Многу често дамите, што се капите, крзна за на врат и така натаму. Но и вештачките крзна. Често пати вештачките кожи, како што е скајот и така натаму. Вештачките гуми, сунгерите и така натаму. Многу често и ја имам тука проблеми што доаѓаат луѓе, одеднаш на нозете ќе видите од патиките или од влечките што ги носат. Ќе видите појава на алергија, ако ќе измене тие, земе други по препорека, изгуби се алергијата, но тоа е тоа. Има луѓе кои што од алергија речиси непрестанно болува. Од еден вид алергија, од една поминува во друга, во трета, во четврта. И најдобро е за тоа што алергиите мутират, како се вика, доаѓа до мешање на нив. Најдобро е такви луѓето што се толку осетливи, постојано да водат сметка што јадат, што пијат, кога пијат, дека јадат, дека пијат, да не се движат во простории дека има многу луѓе, како што се дискачите, автобуски станици, железнички станици, кафаните, кино, театар и така натаму, каде што многу лесно луѓето склони на зарази од разни алергии можат да бидат запатени таму и да не знаеот што е. Едноставно, иако алергиите не се заразни, меѓутоа се лесно преносни, да кажеме. Па од тие причини луѓето мора да настојат да утврдат што е причината и причинителот да го елиминират. Сега да кажам дека кај нас за среќа има добри растенија кои што можат да помогнат да се стише алергијата, но и да се залече или излече. При тоа луѓето мора да бидат дисциплинирани при земањето на чаеви од разни билки кои што сега ќе препоручаме, но одма да кажам да од билките кои што треба да ги потребуваат, ни една не треба да има цвет. За да нема алергии. Да нема алергии од прашици. Да нема алергии мора да се употребуваат од тие растенија лисје, кора или корен или мешано едно и друго. Но никако цветови од тие растенија. Па сега што ќе ги кажеме овие растенија, сите се безцветни или деловите што треба да се користат од нив да немат цвет. Па ева да кажеме, еден од чаевите, да кажам, кој многу помага како универзален чај е следниот. Матичина 60 грама од лисје. Пред да почне да цвета матичината, се бере матичината. Значи треба многу да се внимава тука, така? Така е. Да се нажнее, не да се искубе како нашите многу често пати прават. Да се набере Божи дух, растение или ментол, како го вика нашиот народ во Соговието.
пред да почне да цвета. Он делува смирително, матичината е исто така смирително, но ги спречават и појавите на појава на чешење. Оној кој има алергија, несвесно се чеше, дење или ноќе, буден или во сон, он се чеше. И кој ќе го видите некој, како народот вика, ода и се драпа по грбо или под мишките или не дај Боже на незгодно место, тај сигурно има некоја алергија и он свесно или несвесно тоа го прави. На него му треба да се почеше. Едноставно треба да се сване дека е тоа болест, дека не може ако не се почеше на тај начин. Со чешањето се прави еден вид масаж. Чешењето е масаж. Не е ништо друго, него е масаж. И матичина Божи дух по 50 на грама и давова кора или лист. Исто така има цвет, но би требало најдобро е давова кора од млади гранки на давон да се излуште се до дрвесината. Тука има две кори, горна покривна и долна дрвесина која што треба да биде извадена. Кора од даб се зима 40 грама. Чајот се прави на следниот начин. 350 до 400 грама вода се попаруваат две големи лажици од мешавината од овие билки кои претходно се ситнуваат, се попарува, одстојува 2 часа, се процедува и се пие. Најдобро е да се пие со вештачки засладувачи. Зашто? Затоа што во медот има редовно има прашен цвет, прашеци има. И било добро да, ако е алергичен на прашец, да не зима мед. Но ако е утврдено дека не е од прашеци, друго може да се стави 2 лажици мед, ако не, добро е со 2-3 мали таблети од натрен или друг засладувач, вештачки, никако со шекер, да биде засладено и се пие. Чајот треба да оставува покриен 2 часа и се пие 4 пати во тек на 24 часа, 15-20 минути пред јадење, особено навечер, а во потешки случаи може со тај истиот чај да се прават промивки на нападналите места. Нападналите места се најчесто свивките на лактите, подмишките, на градите и така натамо, но и за душите. Тоа го нагласувам за тоа што луѓето не знаат за што станува збор, мислат дека нешто ги апе, нешто ги чеше, а фактички имат алергии за душите во тие нежни органи, но понекогаш и во ушите. Многу е опасно ако не се преземат мерки за заштита од алергиите. Алергиите знаат да поминат и во органите за дишење, на белиот дроб, во црниот дроб, во панкреасот. Тога и ситуацијата е многу покомпликована, но лечењето за среќа со овие чајови и другите што ќе ги нагласаме е ефикасно, но треба само дисциплина. Само дисциплина и да се престане, да кажеме, да се пуше, да не се пие газирано ништо и да се пие сосема чиста вода и да се почесто преоблачат. Луѓето кои имат алергии поради појавата на такви ситни брончички или пликчиња по телото, Особено е важна хигиената, така? Така е, пукат и алиштата на луѓето се загадуваат, особено перниците, навлаките на перниците треба да се менјат секој 2-3 дена максимум, за тоа што оно што го има на врато, на шијата, околу ушите, ќе остане најчесто на перницата или на постелината, а од тие причини значи треба постелината да се почесто менја, а навлаките многу често да се менјат од прости причини што они се носители и на други зарази. Тука останува нешто секогаш што може да предизвика. Но кога сме кај облеката и кај навлаките на перниците, можеби тука се важни и детергентите кои се користат. Секако детергенти. Се стават можеби омекнувачи и нешто слично. Никако, омекнувачите се тоа е зголемен процент во течен сапун на сода, жива сода. Тие се исто така агресивни, дури они може да бидат и основни носители на алергиите. По тие причини, да препоручаме дамите што помалку да употребуваат омекшувачи. Јас сум негде напишал таму моите афоризми од многу омекшувачи опаднани наталитетот. Од тие причини не треба многу да се употребуваат, особено да не се употребуваат против приперењето на природни алишта, долен веш и така натаму, затоа што памучните влакна се куси и многу лесно
многу лесно може да бидат здробени и скинани, а така алиштата перени со омекшувачи многу побрзо се кинат и упропастуваат и затоа не препоручувам воопште. Некако јас сум голем противник на омекшувачите и од тие причини препоручувам да не ги употребуваат дамите. Да се носе природни алишт од памук по потреба и ако има да се најдат чаршавчиња правени, такви има, сега се продаваат од лен. Ленот е одличен текстил, мислам да се прави одличен текстил од ленот, добро ја упива сите, да кажеме, течности, но и на некој начин у него се содржат алкалоиди кои го дезинфекцират самиот текстил и да дојде до контакт до нешто да има содржината на влакната го дезинфекцират сами од бактериите и од гливиците. Многу не би требало да се употребуваат, постојано се рекламират Дормео душеци, Дормео навлаки, Дормео покривки и така натаму. Тоа се произведени, да кажеме, постелини, главном од синтетички материјали. Било добро да се избегнува. Се избегнува и носење на било какви алишта од вештачка свила. Вештачката свила има ликра, но ликрата е стакло. Треба да знаат сите за тоа и името му е ликра, доаѓа од силикатите во нив. Они може да бидат предизвикувачи, но може и подолго време да, ако дојде до лечење, да бидат предизвикувачи на продолжување на потребата од лечење. Тоа тие причини природно си е природно и треба да бидат така користени. И сега да кажам чаеви против алергиите, така за повеќе чаеви ќе кажеме тука 3 чаја за различна категорија на луѓе? За работа способни, за деца и за млади. И за стари луѓе. И за стари луѓе, по тие причини нека не послушат така како ќе кажеме, така и да прават. Еве чај за возрастни луѓе, па и постари луѓе против алергиите, матичина 30 грама, селим или селен, народот го познава селимот или селенот, тоа е многу пријатно миришляво растение. Од него сме го споменувале многу често. Па не сме, ама него го има и ја ќе го покажам, еден ден ќе донесам тука лисија да видат. Од него се користи и листот и семето, некаде стои и коренот, но ја не препоручувам да биде убиено растението, затоа што лисија има многу на него и може да бидат користени и многу е ефикасен против алергиите. Матичина 30 грама, селим 30 грама и шипки плод 30 грама. И двете делуваат и матичината и селимот како лек, матичината за смирување на болести и чешењето, а шипките имат премногу витамини, најавеќе имат С витамин, кој помага за ревитализација на нападналите органи, дали е тоа кожа, дали е внатрешни органи. И од оваа мешавина се зема една голема лажица, се попарува со 200 грама врела вода и не треба да се вари. Чајот треба да остои. Само остојува. Да остојува 2 часа покриено, потоа да се процеде и да се засладе со вештачки засладувачи и да се зима 3 пати на ден, сабајле, на ручок и вечер. По потреба со него може и нападналите места, ако е тоа поинтензивно, негде на раце, на врат, на уши, на шијата, може да бидат направени промивки со пата. Многу поволно делува и многу смирително делува. Овие чаеви допринасат да се спират и алергиите, но и чешањето кое е редовна појава кај луѓето што имат алергии. Да кажам дека чај за така постари луѓе или за млади како мене се следните. Домашна миродија 50 грама, кора од дап 25 грама и шипки секако плодови 25 грама. Тоа се попарува и се варе 3 до 5 минути на тивок огин, потоа се прецедува и тој чај се пие 3 пати на ден, но исто така може да бидат правени и промивки. На старите луѓе препоручувам да го земат подолго време, додека кај младите луѓе доволно е да се зима
5 до 6 дена, односно 8 дена, 2 пати по 4 дена со 1 ден пауза. По потреба и со овој чај може да се прават промивки, но кај старите луѓе во секој случај некој треба да ги стимулира, да ги мотивира да го употребуваат чајот, затоа што они понекогаш се и недисциплинирани или ќе земе 1 ден па после не зима и така натаму. И за деца, за мали дечиња, они се најранлива категорија. Препоручувам здравец, лист од здравец заедно со цвет, без цвет, со корен. Здравец заедно со корен 30 грама, но не треба да се скубе, добро е само од листот. 30 грама кора од врба, било која врба да ја најдат, 25 грама и плодови од шипки 20 грама. Тоа се попарува... Шипката секаде ја препорачувате во овој чај? Заради подхранување на кожата во овој случај, организмот прима и преко храната, преко водата, преко течностите, но и преко кожата, тоа е познато. Да кажеме дека е еден од органите кои многу лесно, може би побрзо од стомакот пренаса во крвта. Па така, од ова се прави чај за дечињата се од 2 мали лажички, се попарува и треба да се проваре сосема мало да пробрие минута, 2-3, не повеќе, и на дечињата да им се дава 3 до 4 пати на ден со вештачки засладувачи, но некој треба да ги стимулира и да ги мотивира. Тоа е задаток на мајките, а највеќе на бабите. Да. Сине на баба, прво бабата мора да пине, па после детето ќе земе секако. А ако мајката не го земе тој чај, никогаш детето нема да го земе. Што често пати се дешава, и ја имам лошо искуство, она ќе му ставиш шолјата тамо, напси, пи сине и не го заборавиш. А детето дали ќе испи или ќе фрле во сливникот некаде во канализацијата, никој нема да види. А тоа често пати малите деца и така средно возрастни деца често пати ќе го прават тоа. Значи некој треба да биде тамо околу него и да гледа да и го... упорност треба од страна на бабите и на мајките за да... На дечињата редовно им е потребно да бидат миени, перени, да кажам, на падналите места, но кај нив многу често доаѓа до појава на алергија на мешето, на половината, на ципите, и децата треба да бидат добро прегледани од родителите или бабите, дедовците и да бидат мотивирани да ги употребуваат овие чаи. Сега да кажам нешто што треба да го знаат сите без оглед кои се. Ако се во повозрачни категории, пушењето треба да биде одма елиминирано. Алкалоидите од тутунот, никотинот ги уништува сите други алкалоиди и лековите и нелековите, овој е смрт за сите. Према тоа, пушењето е апсолутно... Замално ќе се прима чајот, доколку Ќе пие обична вода или врела вода, ништо друго. А од овие причини, прво што треба да се елиминира кај возрастните е пушењето. Потоа алкохол. Алкохолот е исто така убица. У него содржината на алкалоиди, у алкохоло на шекерите кои многу брзо се разлагат, а може и алкохол да биде алергенс. И од тие причини треба во секој случај да биде елиминирано пушењето и алкохол. Да не зборуваме и за други, не дај Боже, ако се некои така трови со дроги и така натамо, треба да биде елиминирано. На овој начин се постигнува многу брзо, ефектот си е видлив за 4 дена. Се смируваат боловите, нема чешење и многу убаво спијат, особено дечињата и помладите луѓе кои што многу често имат проблеми со несоница и со јадеж, што е многу лошо. Јадежот, колку е неконтролиран, може да предизвика појава на рани на лицето, на грлото, на вратот, на ушите, од кои остануваат покасно белеси. Колку такво има поголема појава такво чешење, најдобро е на дечињата да им се стават на раквици, ракавички на раците. Ако нема ракавици, може обично чорапче да се ставе, да биде приврзано и да ноќе, ако дојде ред, инстинктивно, неконтролирано да се чеше чорапчето, ќе го спрече појавата на гребење и правењето на рани. Да нагласам дека оно што и пред малку реков, ако од една алергија се спасе, човекот може да биде и од друга алергија нападнан, па и од трета алергија. Така да, уколку се понове тоа, да не мисле дека чаевите не му помогнали.
него дека е напад од друга алергија. Дека е напад од трета алергија. Од тие причини да не се осудуваат растенијата или ние што зборуваме сега. Причината е у појавата на друга, на трета, можеби пета алергија, која што може да биде исто така третирана и уништена баш со овие билки и со овие чаеви што сега ги има. Према тоа, уколку после 10-15 дена поново нешто или после месец дена се појави такво нешто, препоручувам овие чаеви, колку ја остане, ако не и да си направат нови, поново да ги употребат и за 3-4 дена да биде состојбата санирана. Не препоручувам употреба на масти за мачкање против алергии и така натаму. Не помага на организмот, му треба преко кожата да дише и на тој начин да ги изфрла алергенсите. Прочистување на некој начин. Треба, да. А шом ставаме помади, масти и така натаму, нема прочистување. Ќе остане маста да ги затворе, тие, да кажам, ранички што ги има, да ги има и тешко зараснуваат, остануваат и трајни белеси. Вие не го споменавте во оваа емисија, секогаш го споменувате, неотменливиот лук, така? Колку е препорачлив во прилекување на алергиите? Па не би сакал да видам досаден. Ја мислам дека лукот е неодменлив во сите категории луѓе. Лукот и кромидот да се јаде, но може да се неговиот мирис неутрализира ако биде помешан малку со оцет, малку со неколку ливчиња од магданоз или од миродија, а дури ја имам правено... Некои земаат зрно од кафе да го сузбијат мирисот на лук. Да, може да се сузбие и со кафето, со млекото, со кисело млеко, но ни у кој случај не треба да се зима мед, затоа што у медо има растителен полен, па може да се десе, наместо да се лекува со лукот, да се повторна алергија, да. Да се јави алергија. Лукот не е алергенс, ни кромидот, ни прасот. Они се лекови. И народот, ето ја викам да не станам досаден, народот мора да сване дека лукот како најлековито растение на земјата, нема полековито од него. Е универзален лек. И ден денешен се истражува се и ош што може да се лече со него. Јас стално зборувам дека има утврдени негови поволни дејства на 86, до сега толку знам, веројатно има и други болести или заболувања со кои се лече со лукот и кромидот, но ете да кажам и сега дека и лукот е еден од тие што може да помогне. Од она што досега сте го препорачувале е и мачкање можеби на заболеното место со лук. Така е. Најдобро е да лукот биде скрцан и помешан, малку да биде помешан со овие чаеви што сега ги набројавме овде, да биде помешан и да биде нападнаното место намачкано, не мора да се масира, не мора да се утрлува, него само да биде намачкано, онака просто. И сам ќе види дека во тај момент лукот со овие чаеви не лута. Тоа што и новите лукови, новите сорти лукови не лутат и нема толку нападен мирис. Но уколку сметат за потребно, може да го мешат лукот со овие чаеви, да биде скрцан едно-две чечненца лук, да биде скрцан, ставен и не мора и на децата да им се каже. Оти ако им се каже на децата, одно ќе направат кисели фаци и ќе речат не ми треба, ќе миришам таму на другари. Особено младите не го сакаат заради мирисот. Да. Само заради мирисот, инаку он е изузетно лековит. И јас не можам да се отргнам од тоа да не го препоручувам кога има такви проблеми. Особено е лековит ако има алергии у внатрешните органи, у органите за варење, у белиот дроб, црниот дроб, у панкреасот, у жолчката и така натаму, во ткивото, во мускулите. И ја препоручувам и во храната, дури и во гравчето кога се варе, не мора мајките да кажат, може онака траејќи да исецкат некој. Варен нема да се почувствува. Не се осеќа мирисот се убива со варењето, но лековитите алкалоиди у него остануваат. Така, па видите, најголеми истражувања се направени во војската и во други големи структури. Да кажеме, тука се жртви болниците, студентските домови, градинките и така натаму. Не може у војската да се замисли да се прави војнички граб без у него да нема лук. Нема, ја тоа знам, тоа и јас сум го правил при контрола на храната на војниците. Мора да има. И се знае, ќе се излюште тамо
указан од 200 кг, како се викат дупликатори, тие со двојно дно да не загоре гравот. Затоа е многу вкусен. Една капа војничка лук ќе се изљупе. Мерката е тоа, една капа војничка. Поголемо или помала ќе се изљупе, ќе се сосема малку притисне со, да кажеме, со бркалката дрвена, па и не мора и се ставе тамо, разбрка се. Тоа војската изеде и не осете да има мирис, особено ако има малку сланинка или јунешко месо, свинско месо, а и младите луѓе се што им ставиш ќе изедат и тоа и затоа се и здрави, затоа се и војно способни. А на крајот секој од војска што се врне, што се вика, здрав као пушка. Прав као пушка. Тамо стана здрав. Оној кој не бил војник, едно време не можеше да се ожене во нашиот крај. Остай го, тај не се оженил, жена ќе му даеш, керка ќе му дадам и така натаму. Со тоа се правеше сравнување дека оној кој е бил војник и здрав, животоспособен, дека од него може да се очекува здраво потомство, што е било среќа и радост за сите фамилии. Благодарам за разговорот. Верувам дека објаснивме се за алергиите. На гледачите им останува само да слушаат оние кои страдаат од алергии. Па ја мислам дека треба да ве послушат и вас и мене, нас да кажам. Повеќе вас, вие давате совети. Добро, вие сте тие што ги пренасате советите како медиум. Сега да кажам дека ово е 316-та емисија што ја правиме и пожелувам со ова 316-та емисија никој да нема алергии и колку има, вака да постапе. Многу брзо ќе оздраве, ќе се куртулиса, дури понекогаш и трајно од тај вид на алергија која имало ако тоа го направи. Но би било добро луѓето да видат со самопочит на своето здравје и да водат сметка за тоа што го кажавме не само како лекување, него и како философија за добро здравје и среќа во фамилијата. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас.